Епа! Peace and love! Почитувани дами и господа, рете да ги испоштувам со една епизодица и оние кои што впрочем најмногу киснат на интернет, нели? Оние прави сурфери, што би се рекло. Кој ако не? Тинејџери! Peace and love! Ние дур се занимаваме со стабилноста на Македонија. Дур се маваме в гради кои бил антички, кои бил не знам антарктички. Таму си имат една возрастна група на млади кои што си сурфет бе брат. Си сурфет за кого ако не за Македонија. И зато од едно основно поштовање кон таја фела, така наречена тинејџери, еве намити 5 препонајпреаки факти точно за вас, тинејџерите. Мјау! Број 5. Овој факт е уствари за тие што се понашат неубо кон тинејџери. Факт е дека ако му се дериш на тинејџер, нивниот мозок едноставно се затворат во себе и ти не можеш да доприш до тоа чедо Божјо наречено тинејџер. Стоко, шо не си ја наместиш собата? Јасно? Ме слушаш што ти зборувам или не ме слушаш? Јас не можам овде да те увестестам. Јас овде не можам да се понашаш Николе се. Па не знам човече обеле. Значи не така, како да би ти речам. Треба со убо, намити. Мислам, кој сакат лекции, кој сакат критика? Никој, така? Тебе татко ти се дереше, убо ти беше? Може убо ти беше, зато ваков си. Факт број 4. Пазете, ова пак е за родителите. Значи, ако имаш дома тинејџери чеда златни и ако ти се спротистават, ти нешто му кажиш, тој ти вратит или таја ти вратит, дозволено е и тоа во денешно време. Ако ти вратит, биди благодарен, то свати го како децава се супер. Ке речиш заш кој сака дете што му е на муте цело време. Ти да му речиш, ој репа цигари. Ој со точакон да купиш весник. Ме свеѓаш, не чини. Треба да ти се спротистави. Ти ке му речиш, намести креветот. Шо ми се дениш веко некој ненормален? Тоа е дете златно. Зато мораш ко родител да смениш обратна стратегија. Не цело време со дерење на дете, ти се дериш, то се дери, треба обратно, све контра. Да му речиш, немој си пошол да ми купиш цигари сега, заш те частам шо сакаш. Одма ке се збуни дете во златно. Шо се деѓава дома, бе? Тато, нормален си е, шо преш муа, бе? Факт број 3. Тоа не да е факт, ова е фактиште. Тинејџери се појќе време онлайн отколку што си мислиш. Значи замисли најпојќе колку можеш да си онлайн, овие пута 10 се. Ми се чини дека ќе спијат се онлайн. Ти мислиш то сон ви то сурфат чедото. На чете цело време. И зато не треба ни да се трудиш да ги контролираш. Шо гледале, кои страници, дали имало, како да речам, мрсни содржини. Нормално дека имат, море. Тебе рачето не ти лепеше ко беше мал. Факт број 2. Ако си строг кон некој тинејџер, автоматски тие ќе ти вратат 3 дупло појќе. Инаед, тоа е нешто што е карактеристично за секој тинејџер. Го имат, не треба талент за тоа, то така си е. Значи, за инаед, ќе му речиш, не стој тука. Инаед ќе стојам, бе. Немој да си ја фарбал косата. Шо саке виш, ќе се пикнам во буре со варикина и ќе остинам таму. Слушна? Господе Боже. Ало, немој си се истетовирала, ќе ти скинам. Шо рече? Не само што ќе се истетовирам, има да се испирсам парче, ќе се направи во ушиве и во све. My body, my responsibility. Ќе се испирсам, ќе се направам кокајче. Господе мой, зато не и најджи се. Немој, ќе те победат.
Факт број 1, на 18 години не се случува зрелост. Како да ви кажам, значи тоа е само една бројка која што е договорена. Демек матуранти, демек maturity, нешто. Сој кажеш, не, 18 е така земено, ко биле тие таму што договарале од која возраст да се почни со зрелост и рекле од кај сакате бе, па шо знаме бе, да речиме од 18 годишна возраст е окей, заш морат од некаде да се почни. Значи не се зрели на 18. Nope, nope, been there, done that. Nope, само поќе искуство имаш. Ненормален си со искуство.